Само за бандитите место, златни дечиња, златни дечиња. Златни дечиња. И после ќе немаме доктори. Како ќе имаме доктори? Кога бандитите украдоа све Бандити не видели. Бандити. Да нема за ова злато. Деца. После немало доктори, имало доктори. Има ли некои специјализанти кои што работат и дополнителна работа освен во болница? Да, има одредени колеги, особено колегите кои што нели се случува да имаме и парови, условно кажано, сопруга и сопруг кои што се приватни специјализанти. Имаме еден пример, нели не можеме да именуваме, колега кој што работи за Кликни Јади. Тоа е една платформа за достава на храна. Значи, нормално, екзистенцијата е на прво место. Ние ја сакаме нашата професија, сакаме да помагаме на луѓето, но тоа што сакаме јавноста да разбере дека и ние сме луѓе кои што имаат свој приватен живот, своји потреби, желби и идеи и нормално дека екзистенцијата и преживувањето е најважниот сегмент за нас. Поводот на денешниот протест е положбата во која што се наоѓаат приватните специјализанти. Нашите барања, кои што неколку пати до сега беа опатени до Министерството, се следни. Битно покачување на платата на приватните специјализанти во износ на просечната плата во Македонија за дадената година, која моментално изнесува 38.000 денари и 500. Дополнително, повторно воведување на бесплатното здравствено осигурување, на времено исплаќање на ноќните дежурства согласно таковниот месец, како што впрочем се исплаќа на сите останати колеги кои се вработени. И последно, но можеби најважно барање е трансформација на договорите на дело во договори на неопределено, односно вработување на сите колеги согласно потребите на болниците ширум земја. Би сакала бараме итна средба со министерот за здравство, доктор Илир Демири, со цел да ги продискутираме овие барања и да дојдеме до заедничко решение. Денес, од ова место, сакам да изјавам дека доколку Министерството за здравство и министерот повторно остане глув на барање на преку 400 лекари на приватна специјализација, во иднина ќе гледаме честа реприза на денешниот протест. Се надеваме на итна средба и брза соработка и решение. Ние нема да запреме до исполнување на секое барање кое што туку го соопштивме. На крајот ова изјава би сакала да завршам со зборовите на еден познат македонски автор и легенда во музиката, кој што нажалост неодамна почина. Борбата за нормалност е нужна борба и мораме да се бориме за неа до секој последен милиметар. Благодарам.